Почитувани, добро вечер. Јас сум Александар Видиновски. Вие гледате само вистина на канал 5 телевизија. Вечерва со Страшо Ангелски. Добро вечер. Добра вечер. И со Агим Јунус. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Господине Јунус, после половина година или повеќе сте во нашето студио и благодарам што ја прифативте поканата. Имаше мали недоразбирања кои што успешно ги надминавме. Секогаш сте интересен за гледачите, кога објавивме дека ќе повторно ни гостуваат, имаше луѓе што беа задоволни, имаше и такви што велат народски кажано интересен е Јунус, али мора малце да припази на вордингот, бидејќи многу луѓе, за некои луѓе тоа е и навредлив. Се надевам дека во тој дух ќе продолжиме без да изгуби на динамика полемиката што ќе имаме. Добро се од коме и шамара. Најпаметно е да чутам се од коме и шамара. Да, во ред, да одиме на вистина сериозни теми. Имаме вечерва да не ќе само да зборуваме работите кои се случуваат туку и зошто се случуваат тие работи. Ќе пробам малце и пошироко да ги да ја изанализираме проблематиката. Најпрво сега целата јавност се сконцентрирана и инсистира на правда на тоа што се случи во Кочани, а потоа и да биде тој мотив за еден длабок ресет. Сега кај нас политичките партии но ова што треба да се случи за добро на сите, секој од своја призма го гледа. Најкарактеристичен е случајот за ДУИ, кој што се обидуваат да дадат некаков етнички контекст. Во последното соопштение велат дека она што се прикажува сега не е правда, читам за да бидам точен, туку институционален, агресивен напад, еднострански насочен кон албанскиот народ во оваа држава. Тега господине Јунус, дали се чувствувате вие како агресивно нападнат од системот? Две прашања има тука. Првото е поврзано за ДУИ и случајот Кочани, а вториот е дали јас сум се чувствам нападнат. На првото ќе ти дам краток и јасен одговор. Добро. Крадецот, криминалецот, дубарџијата, преварантот, секој еден кој што се огрешува од нормалните постулати и кодексот на однесување во општеството, тој нема ни вера, ни нација, ни обоеност, ни припадност никому. Така да, не е само нашата јавност, тука има и меѓународна јавност, тука има луѓе кои што тоа го следат. Значи, никој не би си дозволил некому да искористи оваков момент да на етничка основа некого напаѓа. Тоа што сосема случајно на ДУИ представници беа министри за економија, тоа е случајност. Јер да се случеше поинаква ситуација, да беа македонци министри за економија и барем во тој дел кој е одговорен за консеквенците, тогаш никој немаше да има право или никој немаше да има повод да каже дека тоа е поради тоа што некој е албанец. Мислам дека е тоа небулозно, дека некој намерно нешто им прави на албанците. Напротив, поборник сум на тоа да, дури, како што рече и Мицковски, татко ми е роден да е, нека одговара. Така да, ако ја земе целата палета на тие што се притворени, тие што се следат, тие што во овој актуелен момент се под лупа на можна некаква одговорност, тука немаш само албанци, тука имаш и маса македонци, што значи сега ако секој го води тоа по своето, мислам дека е небулозно. Да, добро, со овој одговор практично и вториот дел на прашањето дали вие се чувствувате нападнат, да, веќе го одговоривте индиректно. Дали ја се чувствувам нападнат? Бидејќи се извинувам, бидејќи тука велат не представниците или функционерите на ДУИ, туку велат албанскиот народ. Тоа е политичка памфлета. Тоа везе нема. Пази, албанскиот народ сум и јас, албанскиот народ е и некој друг, и некој трет, албанскиот народ се и оние што се одвреди, одвлен и така натаму, што значи дека фокусот е сосема случаен кон таа група луѓе, затоа што таа група луѓе ја носеше тежината на функционирањето на Министерството за економија, консеквентно на тоа се оно што после се случило. Молам да дадам одговор на пошто имам интересен одговор. Дали се чувствувам нападнат? Да. Зашто? Не директно. Има во медицината, после ќе употребам уште една фраза медицинска, али има во медицината една фраза која се вика пасив-агресив. Оваа држава е неверојатно и еклатантно кон сопственото население, комплетно пасив-агресив. Кој не знае што е тоа, бујрум гледачи, барете на Google, што значи пасив-агресив. Објасните им во една реченица. Пасив-агресив ти е кога некој цело време ти се смешка, уствари работи против тебе. Цело време ти се смешка и под закрилата на тоа дека е он мирен, тивок, уствари ти ја јаде душата. Тоа би му дошло народски преводник.
Значи државата им јаде душата на граѓаните. На собствените граѓани. Добро, во ред. Се согласувате вие со ова, господине Галевски? Па јас чинам дека и јас и Агим сме агресивно нападнати. Без разлика што сум јас македонец тој албанец, сме агресивно нападнати од корупцијата, сме агресивно нападнати од криминалот, сме агресивно нападнати од се она што ни се случува и кое го живееме. Тоа е првото. Второто, нешто Дуи сака да го каже, дали би можеле пак да го завртиме некако поинаку. Доколку толку многу функционери од Дуи денес се наоѓаат како обвинети, дали пак може би тоа не зборува дека Дуи во еден период несразмерно многу добивала во коалицијата во која се наоѓаше и дел од власта која според се она што им следувало добивала многу повеќе. Дали може би не треба така да го поставиме прашањето, но тоа се чисти политички памфлети во обид Дуи да се врати назад на политичката сцена. Најверојатно Дуи се наоѓа некаде исто како и СДСМ на крајот на патот. Поминува времето кога може да се продаваат таквите. Јас, бидејќи и обајцата живеевме во Чаир, јас живеев 40 години, јас имам многу другари албанци со кои заедно учев на крајот на краиштата, кои ниту се глупави, ниту не можат да ги сватат тезите, памфлетите на Дуи заради можноста да се купи соравија за ефтини пари, да се втурне сопствениот народ повторно во некаква авантура. Заради можноста да се направи криминал, да се создадат империи, да се создадат едноставно луѓе кои ќе имаат милиарди, да се втурнат сопствените деца или децата на оној најблискиот во една нова авантура. Затоа велам, поминато е тоа време и чинам дека едноставно во нешто се согласуваме дека е тоа теза, превртена теза на Дуи. Да, меѓутоа ќе се согласите бидејќи Дуи не е било која партија, тоа е голема опозицијска партија, представува голем број на граѓани, има политичка одговорност. И кога врвните функционери на таа партија и на социјалните мрежи преку партиските соопштенија ќе кажат албанскиот народ во Македонија институционално нападнат. Тоа воопшто не е наивно, без да навлегуваме која е целта или дали сака нешто се прикрие или тие навистина така мислат. Зборувам за политичката одговорност на сите чинители во државата во клучни моменти. Да, не е воопшто наивно, меѓутоа јас ја разбирам нервозата кај Дуи. Ние влегуваме во една фаза на промена на целокупниот светски поредок, влегуваме во една фаза кога се менуваат нештата, а нештата ќе се менуваат и овде на Балканот. И нервозата нивна е доаѓа токму од таму, што токму таквите партии, кои немаат ниту Д од демократија во своето делување, ќе бидат осудени на, да речам, на маргинализирање. Тоа ќе се случи и на Косово со партијата на Албин Курти. Тоа ќе се не зборувам само за албанските партии во регионот, туку општо дека партиите кои едноставно сакаат да се однесуваат онака како што Брисел им наредува, а Брисел знаеме што и како ги насочува оние кои треба да бидат. Ама сега ќе испадне дека Брисел преку Дуи зборува вака. Таква аналогија може да извлече некој. Па сега нека извлече, ако знаете што, нека извлече она што се случува на Косово со Албин Курти. Албин Курти е човекот на Германија, на германското БДИ. И затоа е нервозата таму, затоа што сега Трамповата администрација пак доаѓа со една сосема нова и поинаква ситуација на Косово, чиј адут ќе биде, да речеме, мендухтачи. Предалеку отидовте, врска нема. Јас се извинувам. Јас се извинувам. Не така, осте. Тоа врска нема, ќе си го кажеш дома. Кога ќе си разговараш со мене, ќе разговараш, види вака да ти објаснам нешто. Прво обрати ми се со вие. Кога ќе знаеш како се обраќаш, јас ќе ти се обраќам со вие. Прво обрати ми се со вие. Добро, елементарна култура е тоа. Елементарна култура е да не кажеш некому врска немаш. Па нема, не ти, не реков ти врска немаш, а реков врска нема.
Тезата. Значи, и тоа исто не го прифаќам дека тезата нема врска. Извини суетата што ти ја повреди. Не. Затоа што доколку вие господине Јонус, сега е другаче. доколку вие не сакате политички да се описмените. Има народ кој сака и јас затоа сум должен да ги кажувам сега овие работи, за да може да ги сватат. Таа удица, значи ја политички да се образувам, јас сум политиката пред вас. Пошто ета више, не сум прости. Јас сум културен лидер, со вие ви се обраќам. Значи народ не гледа. А кога народ не гледа, а ние употребуваме тешки зборови, ние сме директни виновници за консеквенцата и рефлексот што се одразува во народот. Затоа бирајте ги зборовите, као прво, као второ. Значи, многу поодамна сум од вас во политиката, бидете сигурни. Второ, кога реков врска нема, отидовме кај Албин Курти од елементарно едно прашање, кое е многу просто, а тоа е следново. Вертикалата по одговорност врзано за Министерството за економија, кој е директен, одговорен фактор за се што се однесува за издавање лиценци, за издавање дозволи, за издавање било каква папирологија врзана за функционирањето на ноќните клубови, никој не е виновен, тоа е сосема случајност што министрите беа од ДУИ. На албанскиот народ никој ништо не може да му направи, тоа е обична флоскула, дека некој има нешто против албанскиот народ. И јас сум албанскиот народ. И кој што ми може? Никој ништо не ми може, се дека ги почитувам уставот и законите на Република Северна Македонија. Но, ова е случајност. Се останато е PR, public relation, користење на моменти за продавање на популизам. Ама до каде може длабоко да отиде до несвест, таков народ сме. Ама нели тука има нешто што се вика и политичка одговорност? Кој сноси политичка одговорност? Ја преска спомнав. Ама за тоа господине Југус сме на Јунус на ова ниво бидејќи никој не сноси одговорност. Нели рековме дека треба да се менуваме? Токму тоа е тоа, живееме во лажна стварност. Ако дозволите, ако ми дадете 2 минути, само ќе ви објаснам една работа. Јас се извинувам, само да одговорам, ако може. Повелете. Вака, значи се обидувате да го донесете, да го приземјите разговорот. Јас се обидов да укажам дека ова што ни се случува не е привилегија на македонското општество. Дека ова влече корени од многу повисоко и од многу подалеку. Вие повторно го сведовте на Министерството за економија. Не, вие не гледате вистината во тој случај. Значи, ако министри за економија беа македонци по вертикала во минатото, ке беа апсени министри македонци. Не, мислам дека друга моќа за јасно на сите дека ќе беше така. Оној што ќе беше министер, тој ќе беше апсен без разлика што и да бил. Еве ние сега имаме актуелен министер кој е ром. Па еве се наоѓа во притвор, значи не мора да значи ни македонец ни албанец, еве ром. Само ја потврдувате мојата теза, да. Да, ма јас со таа теза, јас друго сакав да кажам. Значи корупцијата која за жал ни ја уништува Македонија. Мојата теза е дека имаме две опасни нешта кои ги уништуваат државите и светот. Тоа е корупцијата и тоа се двојните стандарди. Корупцијата е таа која доведе до она што ни се случи во Кочани. Значи, да не ги затвараме очите, дека е нешто друго. Корупцијата е основната причина за она што се случи во Кочани. Меѓутоа, корупцијата како систем воведен во светски рамки, како систем преку кој тие либерални елити владеат со светот. Што сакам да кажам? Ние сме сведоци дека имаме корупција од врвот на најмоќната држава во светот, значи обвинете председателот и неговиот син за корупција на најмоќната држава во светот. Ние видовме кога Трамп сега ги подотвори нештата, дека имаме илјадници корумпирани функционери во американската администрација, па ако слегуваме надолу, ние ја имаме Урсула фон дер Лајен како прв човек на Европската унија, која е обвинета за корупција со Pfizer вакцините во време на корона кризата. Има обвинение против неа. Да, обвинета реков. И така кога слегуваме, доаѓаме и до Република Македонија, каде што од врвот на државата таа корупција
постоеше, па до последниот поединец во оваа држава. Таа систематска корупција го корумпираше и целокупното општество. И заради таа корупција која од врвот па надолу се протегаше, и дури и чуварите и продавачите на влезници во таа дискотека биле корумпирани, може би за 0,1% во споредба со онаа голема корупција, меѓутоа тоа е еден систем. Сака да кажете дека либералните држави се виновни за корупцијата во Македонија? Не либералните држави, сакам да кажам дека либералниот униполарен светски поредок владее со светот преку системот на корупција кој го воспостави. Да се разбереме, во 90-тите години, зошто се распадна Советскиот сојуз и Варшавскиот пакт? Затоа што Горбачов и експертите во Руската Федерација не можеа повеќе да ја издржат корупцијата и сватија дека таков корумпиран систем не може да продолжи да екзистира, сватија дека немаат бенефит од Советскиот сојуз и од Варшавскиот пакт. Тоа денеска ја воведува перестројката, тоа денеска го прави Трамп. Се справува со корупцијата свесен. А сега во поранешниот ТССР во Русија нема корупција, велите? Јас не велам дали има или нема, меѓутоа тогаш се соочуваа со можноста да се распаднат заради корупцијата, што денеска го гледаме и во Соединетите Американски држави. Мојот најголем хендикеп во дискусија, ова е дебата, не се навредувајте ако не се согласуваме. Да. Не се навредувајте ако не се согласуваме. Мојот најголем хендикеп е тоа што сум директен, концизен и тоа што го кажувам, тоа што го мислам, без филозофирање. Тоа не значи дека ве напаѓам. Меѓутоа, вашата теза, затоа се вика дебата ова, од Круме Берберот отидовме на Марија Терезија. Значи, зборуваме, прашањето е многу просто. И за да не идеме од Круме Берберот до Марија Терезија, зборуваме за зошто Дуи излага со теза дека нешто некој му прави на албанскиот народ. Не, му прави директно на Дуи, консеквентно, поради тоа што министрите кои се апсени се министри на Дуи. А тоа што има во источниот блок и во западниот блок, значи мито, корупција и 351 небулоза, тоа со Кочанскиот случај врска нема. Во Кочанскиот случај сигурен сум дека никој не сакал да се случи тоа. Ама баш никој. Но се случило. Сега, кога веќе се случило, тоа е пропуст, кој е директно, консеквентно поврзан с сите одговорни кои дозволиле да дојде до тоа. И тоа е легитимно да се одговара. Кога веќе треба да се одговара, има да одговара, како што вели Мицковски, повторно, употребувајќи го собствениот јазик, ја не интелектуализирам како вас, сум попрост од вас. И значи, као попросто од вас, дозволите ми својот вокабулар да го користам, ако може. И тоа значи, почнуваме од Круме Берберот. Ние сме кај Круме Берберот. Не одите кај Марија Терезија, кај Трамп. Што правиме ние во овој систем? Ние не овој случај. Ние не актуелниот момент ано домини 2025 година. Ние 30 и нешто години живееме, повторно ќе употребам, една медицинска диагноза, која што е најадекватна за нашата стварност, а тоа е псевдологија фантастика, се вика. Повторуваме те за оние кои не знаат, кои се дома, нека проверат на Google, што значи псевдологија фантастика. Живееме во лажна стварност, во која 95,9% од пласираните информации се лага. Кога еден човек цело време во едно друштво лаже, знаеш кој сум јас, знаеш што правам јас, ама ја ова, ама ја онај, толку многу верува во тоа дека го прави тоа, еден ден за него таа стварност станува стварност. Така да, инсталацијата на комплетниот политички корпус во Македонија, без разлика албанци и македонци, е псевдологија фантастика. Лар пурлар, Божем нешто правиме, а државата, по некоја синусоида, значи, ако земеме да објаснуваме, иде само надолу. И дојдовме во момент, онаков каков што е, во кој што се уште ано домини 2025 година, само филозофираме, никој ништо не презема и живееме во лажна стварност. Лажна стварност, која сме прифатили како сериозна стварност. Псевдологија, фантастика. Единствен човек, кој што во актуелниот момент вели, не може ова више вака.
Ресет. Не може вака го ресетираме системот и Кристијан Мицковски. Ја не го бранам, нит ми е брат, нит ми е братучет, нит Како ми е... мислите единствениот човек? Па цела држава тоа го зборува. Дозволи. Зашто целата држава во Зборувам тој за случај граѓаните. не ја прифати, значи повторно ме ставате во ситуација да изгледа како да сум адвокат на Мицковски. Нема проблем сега, ако ви се покупуваат. Дојде ли на власт Мицковски? Дојде. Што рече прво? Ајде национално единство, ајде обединување, заедно да го ресетираме системот. Будала го направија. И како ти мене сам ми кажуваш, само он ли работи? Да, во Не реков дали само он работи. Вие рековте дека тој е единствениот човек во државата кој што бара ресетирање на системот. Јас ве велам, нешто бара, ја така ве кучињата пред самопослуга. Ја викам сите граѓани тоа го бараат. Многу подолго време. Така ве разбрав, се извинувам ако погрешно разбрав. Се извинувам и јас. И јас се извинувам. Значи, веќе и кучињата пред самопослугата бараат ресет. Ако е до барање, меѓутоа ако е до работа, единствениот некој кој што мислам, Боже ме прости, ја повторувам, некој ќе рече, бе, овој го платили од ВМРО. Везе нема. Мислам, али тоа е реалноста. Единствениот некој кој што во актуелниот момент нешто прави е Тошковски. Апси и коте и моте. Сега, зашто мене, зашто овој, зашто не? Ти ме апсиш затоа што сум албанец. Овој вика ти ме апсиш мене затоа што сум СДСМовец. Овој вика ти мене ме апсиш затоа што ја тогаш ти опцов мајка. Везе нема. Така почнува да се гради таа инсталација која што треба да донесе консеквентно некој ресет по принципот на крвни садови. Почнувајќи од министерство, министер, од тој министер, подминистер, па на војна му, па овој, па оној и така натаму. Значи, од негде мора да се почне. Кристијан Мицковски ќе вратам повторно, причинеше да ќе вратам на почеток. Првото што го бараше беше, ајде сега национално единство. Национално единство да го ресетираме системот. Будала го направи. Долго време сте во политиката, зашто тоа не беше? Морам прво да одговорам. Јас не се лутам доколку зборувате попросто. Не, ти упорно сакаш да даеш дека ја не сум ти ново. Слушај, јас се гордам. Се извинувам, јас молчев и слушав. Ама јас сум прост, ти си паметен. Ова тоа кажува, бидејќи ми се уфрлате во збор. Да, башка ти машна имаш, видиш. Значи, ајде обидете се да бидете малку барем културен. Мене не ми дозволува, се наоѓам во страдалната недела, во најголемиот пост, не ми дозволува моето однесување да ви кажувам. И мене акшам за клањање ми. Затоа, ајде, дозволете да зборувам. Како што јас доста навредуваш, не збори со будала. Значи, дозволете да зборувам како што јас ви дозволив вам да зборувате. Јас, за разлика од вас, учев од еден Анте Поповски, од еден Гане Тодоровски, од еден Петре М. Андреевски. Комплетно, каде што се уште седите и браните неодбраниви тези. Ама, ајде ве молам, па дозволете ми да зборувам. Нека ме избрка, Не, нема потреба тоа. Едноставно треба да зборуваме еден по еден да ме чуе. Ако зборува господин, нема да ве збрка, не е тој кој што молчев додека зборуваше 5 минути, значи тоа има зборува право за вас. јас да ви кажам моите мисли. Тоа е првото. Второто, токму заради тоа што многу мина како вас размислуваат дека тргаме од Круме Берберот па станцуваме до Марија Антонета. Па сами го правите тоа? Јас се извинувам, навистина, ако може да зборувам, ако не да си одам, нека се зборувам. Не, само малце. Знаете што, ова веќе зборува за вашата целосна некултура. Ова каже за вашиот комплекс, а не за целосна некултура. Ве молам, може да ме слушате малце двеца, ве молам. Значи сега ќе ви кажам, секој треба да се заврши мислата. Јомнус ве молам. Секој треба да се каже мислата. Пробувам да ви давам исто време, меѓутоа не можам на секој збор и под прашање да реагирам, бидејќи тоа нема да вие да се искажам. Ви давам време, повелете. Бујрум од мене, ајде. Не, од мене. Не, кој сте вие за од вас да добием бујрум? Па вие мене ми се бракете. Господин Ангелски, зборувате со мене. Јас се извинувам, значи. За тебе Артур Рубинштейн има. Ајде, ве молам, зборувате со мене. Човече, такви простачки изливи. Ве молам сега да не им го тепаме времето на граѓаните. Ајде, повелете. Токму заради тоа што луѓето сакаат така да размислуваат дека треба да останеме на Круме Берберот, а да не отидеме до Марија Антоанета, заради тоа ни се случува ова што ни се случува. Политиката е иста како и медицината. Ако во политиката не воспоставите правилна диагноза, не можете да најдете правилен
нормален лек за да ги решите нештата. Значи, за да знаете што да правите, вие не треба да останете само на Круме Берберот. Вие треба да знаете многу повеќе. Вие треба да анализирате, треба да слушате, треба да читате, треба да гледате и при тоа треба да пиете од 2 или 3 извори вода. Доколку пиете само од еден извор, односно слушате само еден наратив, вие не може да најдете решение. Тоа сакав да го кажам за да им биде јасно на гледачите дека во оваа држава има и паметни луѓе кои анализираат, кои размислуваат и кои сакаат да и помогнат на државата. Да, зборувавме за единство и за ресетирање на системот. Вие долго време сте во политиката, за вас знам уште од деновите на независност. Така, работата е што вие лично како политичар сте направиле или не сте направиле, да сте можеле да направите сега да бидеме во подобра позиција. Зашто за овој национален консензус не сте зборувале во 90-тите години, да речеме? Зашто сега не го детектираме проблемот кај нас самите, туку го бараме кај либералните еднополарен светски поредок и така. Зашто не си го погледнеме дворот прво? Затоа што, за жал, од моментот кога ние станавме независна држава, од истиот момент започна да живее тој униполарен, либерален светски поредок и тој ни ги наметнуваше неговите стандарди. И гледате... Да разбирам, зошто тоа не важеше за Словенија, за Хрватска? Мислите дека таму нема корупција? Ама ја претпоставувам дека има, сегде има, меѓутоа многу помали не им горат луѓе. Нам ни беше наметнувано како треба да се однесуваме. Ние внесовме начин на однесување во оваа држава. На крајот на краиштата, јас еднаш споменав, повторно ќе кажам, ние имаме проблем и со воспитувањето на нашите деца. Да, ве разбирам. Ние прифативме, дозволете, образовен систем во кој се изгуби воспитната компонента. Затоа имавме 13 годишни деца во 3 часот по полноќ во дискотеката во Кочани. Значи, ние треба да се вратиме назад, да го воспоставиме прво, да ја воспоставиме и воспитната компонента во образованието, како што да речеме во една Јапонија, во првите 3 години од училиштето има само воспитна компонента, воопшто нема образование. Значи, корените се многу подлабоки, сакам да ви кажам. Имам две подпрашања. Подпрашање број 1, се извинувам. Бидејќи ме прашав. Јас сум во политиката 34 години. Убавте прашај што направи Ајде, зборувајте. Што направи за тие 34 години? Сум во политиката 34 години. Сум единствениот политичар во оваа држава кој докажано не учествувал во ниту еден коруптивен скандал, кој 34 години се бори и стои консеквентно на ставовите изречени уште во 90-та година. Па, ако е висока, за да имате можност за такво нешто? Јас можев да бидам на функција доколку сакав да бидам корумпиран. Ама сега вие кажувате не дадов гол, единствениот што не направи фаул, ама не воопшто не играв на такмицата. Не, точно 34 години јас ја играм. Јас сум единствениот кој сега ќе ви кажам, 98-та кога ние се развидовме со Љупчо Георгиевски и со ВМРО ДПМН, не е битна причината, не сакам да ја кажувам, ме повика Васил Тупурковски. Тие беа во коалиција и ми рече вака: од моите пратенички места ќе ти издвојам 4 за МААК, за тебе министерско место, едно заменичко министерско место. Јас го одбив. Значи, сум можел, јас сум одбил, не сум сакал да влегувам во таков коруптивен систем. И затоа денес имам право да зборувам против тоа. За волја на вистината, вашето име никогаш не се споменувало во таков контекст, меѓутоа за униполарноста на светот и за наметнување на тие извитоперени вредности, имам две подпрашања, бидејќи велите дека Македонија е практично жртва на тој, ајде не знам дали да го употребам зборот западен, ќе речем униполарен свет и тие вредности. Ко прво, зашто само кај нас тие функционираат или зашто ги примивме на тоа ниво за да ни го уништат комплетно системот? Зошто, да речеме, ги споменав некои држави од поранешна Југославија, зашто тамо не функционира тоа? И како тој систем што ни наметнува или чиј производ се 13 годишни дечиња во ноќните клубови, зашто кога ќе одиме, да речеме, во некој во државите од каде што потекнува тој лош систем, тамо го не го гледаме тоа? Сега ќе ви кажам, на првото прашање ќе ви одговорам затоа што ние сме тие кои 25 години чекаме пред вратата на Европската Значи, ние сме си криви.
и сме принудени. Едноставно, ние сме уценетата држава. Единствена уценета држава во Европа за доколку сакаме да влеземе во Европската Унија, да ги прифатиме сите тие вредности кои ни се наметнуваат и да бидеме жртви на двојните стандарди. Единствено ние сме жртва на двојните стандарди, затоа што вие знаете дека во 2007-та на Бугарија и Романија беа прекутрупа примени со политичка одлука беа примени во Европската Унија. Тоа не е прв пат, претпоставам, не е ни последен пат. Без при тоа да исполнат што и да е услов за да бидат примени. Само од нас се бара она што се бара и ние сме токму затоа жртва на двојните стандарди и жртва на тие вредности кои ни ги наметнуваат и кои мораме да ги прифатиме, нели, доколку после 30 години, како што би рекла фон дер Лајен, станеме членка на Европската. Да, благодарам. Точно е дека Македонија во својата историја од независноста до сега, за да направи некои чекори кои што на други држави им требало неколку пати да тргнат напред, ние буквално со километри сме одили, пак сме народски кажано удирале во звит. Специфичен е нашиот евроинтегративен пат, па и членството на НАТО беше со огромни жртви, тоа е објективна реалност и тука мислам никој нема дилеми. Меѓутоа, дали психологијата на жртва може да не помести од тука? Не. Не можам, уствари ме збуни, ме искомплексира господинот Ангеловски, не викам страшно. Никој не може да искомплексира, некога ако не е искомплексиран. Ме искомплексира, види, ај зачути жити, мајка. Ај, ве молам, само ве молам со почне да разговарате еден со друг. Стварно ве молам. Пази, 4 навреди кажува у рок од 5 минути. Значи, после Агим бил ваков тако. Да се разбереме, сами сме виновни за се. Улогата на жртва, кој ја глуми? Оној што е немотен. Тој што е храбар, тој што работи, тој што напредува. Тој што воопшто нешто гради и стои за тоа што гради, има и дигнитет. Ние немавме во многу елементи дигнитет, елементарен како држава. Во кој? Еве во кој. Како прво, условувањето по многу нивоа што ги имавме од меѓународната заедница, од соседите, од грците, се од бугарите, од ова, од она, покажа дека сме еден еластичен материјал со кој што можеш многу лесно да формираш што сакаш. Значи, да направам дигресија морам, за да го дообјаснам тоа, зашто испаднавме како луѓе кои немаат доволно дигнитет. Да имавме здраво изградена нација, да имавме создадено еден амбиент во кој што навистина сите доследно, не декларативно, ќе се боревме за државата и за својата татковина, ние ќе изградевме имидж на една нација и народ со која што нема туку така шега, која не можеш туку така да ја манипулираш, условуваш и така натаму и така натаму. Ние дозволивме да бидеме, како да кажам, да бидеме понесени од ветерот по многу политички струи што се случува. И затоа нам единственото што ни остана е тој феноменот. Пази, јас ќе направам паралела помеѓу првото прашање што го поставите и ова. Првото прашање дуи зашто вика дека се напаѓа албанскиот народ, ние сме обесправени, ние ова, ние она. Тој е феноменот. Ние на крај, не знаејќи себе си самите да се организираме со еден здрав живот, достоинствен живот, со една здрава држава, функционален систем и така натаму, единственото нешто што ни остана, ние тоа, во неспособноста на политиката и не политичари кои се преко 34 години у политиката, кој што викаат кажи мене, ние дозволивме да на крајот само мјаукаме како мачка на тараба на месечина и да викаме, ете, гледајте што ни прават. Самите ние на себе си правиме. Ние сме неорганизирани, ние сме некохерентни како народ, ние сме недоволно способни како народ, колку и да е навредливо, имаме апсолутно залутани луѓе у политиката, имаме тотално неспособни во најголем дел политичари
И ние сме една држава која што кога ќе искочиш на улица во секоја кафеана, пред секоја самопослуга, било каде да седнеш и да го ставиш увото, секој втор вика ние не заслужуваме држава. Добро, дали вие како човек, како аналитичар, што често оди на јавни емисии и има некакво влијание во јавноста, предпоставувам, сте и вие со својата одговорност сте виновен за тоа. Бидејќи вие од ова студио дававте изјави не бива, како народ не може ништо да направите. Уставните измени ќе си ги лапнете како, ве цитирам, како попче сарма или не знам како кажуваат. Да. Повторувам. Дали и вие со вашите јавни настапи придонесувате за со својата улога. Секој со својата улога. Дали сте подготвени барајќи ја промената први ни вие да се промените? Апсолутно. Добро. Апсолутно, меѓутоа јас не сум поединец систем. Системот не подразбира поединец, системот подразбира маса, системот подразбира од единки кои што работат за една заедничка цел. За една заедничка цел. Првото и основното што треба оваа држава да го направи токму тоа. Кохерентноста на здравото ткиво, на интелектуалното ткиво, на способното ткиво. Јас го дам својот максимум да бидам конструктивен. И сега, што како единка би можел да направам? Да кажам, во ред, ако јас во нешто не се разбирам, еве ти препуштам ти, Александар, ти направи, јас ќе те поддржам и ќе соработувам и ќе бидам конструктивен по тоа прашање. Меѓутоа не имаме искомплексирани будали во политиката. Вемувам со И сега. терминологија, Да завршам. Ајде. Оно што ние како улога на жртва го правиме, не го правиме денеска. Ние од колкав е тој период наназад во кој што цело време ја укаме и јавно го кажуваме тоа, дури политичарите, дури ти врвот вели дека ние би биле веќе Европа да не беа грците со запнувањето да го менјаме името, да не беа бугарите и нивното условување, да не беше ова, да не беше она. Што е тоа ако не е глумење на жртва? А жртва себе си се представува само оној кој е неспособен. Способен човек никогаш не е жртва. Способен човек умира како херој. Ние не умираме, ние умираме како жртви. Ем умираме, ем глумиме жртви. И не може никој да ме разубеди. Се додека ние овдека не направиме сериозен ресет, но не на овој начин. Сериозен ресет на мултилевел, на повеќе нивоа. Затоа кажав да почнеме од самите себе. Така. И ресетот се прави, ако рибата смрди од главата, ние треба да се фатиме за крупните криминали. Ние не смееме да дозволиме дека ресетот ќе се заврши на нечии се разбира дека треба да сноси одговорност, апсолутно, меѓутоа не смееме да дозволиме да ресетот го дефинираме врз основа на тоа што е уапсен некој вратар во дискотека. Не. Ајде назад да ги отвориме читапите. Дај да видиме кај се парите. Дај да видиме кој украл милиони, милиарда. Мислам, дајте, ве молам, несериозно е ако ние не отвориме случаеви во кои Македонија има изгубено неколку милиарди евра. Затоа, тешко дека воопшто ќе се најде решение. Прво, целиот политички систем, комплетната таа политичка структура која владее 30 и нешто години, владее по системот која год да е власт дојдена, таа остава за себе некаква афера. Ако се водиме од она народното, дека врана врани очи не вади, тешко дека вака, уопште ќе направиме ресет. Јас се извинувам, на едно нешто морам да изреагирам, дека ние не сме нација без дигнитет. Јас се извинувам, јас сум со свој дигнитет и мојата нација има дигнитет. Абе, кој те спомна те? Кој те спомна уопште те? Вемувам, нека каже тезата. Ајде, вемувам, зборувате. Оваа нација има дигнитет. Оваа нација се спротивстави на сите притисоци, се спротивстави на сите уцени и закани. И токму заради тоа беше потребно да и се инсталира една власт, една целосно корумпирана власт. Тоа беше власта на СДСМ и ДУИ во 2017-та, насилно инсталирана, заради што денес се уште имаме луѓе кои на 210 години осудени лежат по македонските зандани, насилно незаконски инсталирана власт, која наспроти дигнитетот на нацијата, која јасно на референдумот
кажа дека не е за промена на името, насилно и беше променето името, насилно и беше сторено она што и беше сторено. Значи, да не ги поистоветуваме инсталираните гарнитури на власт со нацијата и со незиниот дигнитет. Од тука, ние, како нација, сме... Немаш нација уште. Значи, јас имам нација. Нација немаш. Јас имам. Што е нација? Може би ти немаш. Дефинирај ми нација. Јас имам нација. Немаш нација. Може би ти немаш, затоа што така се однесуваш. Отвори очи, нација немаш. Нација е нешто сосема поинако, имаш народ. Ако сакаш да знаеш, терминот нација... Обраќај ми се со вие. Терминот нација за прв пат е воведен 1648 година со Вестфалскиот договор, кога е воведено двојството држава-нација. И од тој момент ние живееме во овој современ свет според тие вестфалски принципи. Ние, македонската нација, денес овде, сме сите ние кои живееме во Република Македонија. Без разлика дали тоа се македонци, албанци, срби, роми, власи или не знам што, според нивното етничко потекло. Сите тие се припадници на македонската нација. И ние, како со таква нација, треба да се гордееме со нашите спортски представници, кога имаат победа, онака како што се гордееме... Немаш нација, уште, бе. Немаш изградена нација. Како што се гордееме, и затоа треба да бидеме свесни дека луѓе дефетисти треба да бидат тргнати настрана, затоа што дефетизмот е исклучително штетен за здравјето на еден организам. Дефетизмот, Калил Џибран, еден либански поет, има напишано песна со наслов Параходот на малодушните, за такви малодушни дефетисти. Значи, ние треба и понатаму да продолжиме и да ја надоградуваме нацијата, и таа нација да остане и понатаму со својот дигнитет и да се бори за успехот на сопствената држава. Значи... Велите да продолжиме, со што да продолжиме? Убаво прашање. Чекај, добро, мола. Многу прашање. Знаете што? Предпоставам дека сте само малку. Предпоставам дека сте на прв пат со дебата со Агим Јунус, само да ви таков... Не, сум прв пат, меѓутоа, знаете што? Јас сум човек кој навистина припаѓа на оној дел на луѓето, кои сакаат да бидат онака како што треба, да бидат културни и во односот кон да речеме, еве, може ќе биде тежок збор, ама луѓе прибрани од улица на кои им се дало името аналитичарски, ај дојди да зборуваш, така што Ова е пета сериозна навреда, Сташо Ангеловски. Слушај, дигни два прста да разговараш со мене, бе, ало. Ете, тоа е тоа. Дигни два прста да разговараш со мене. Тоа на дома на сопругата така. Ве молам, значи, луѓе не се тука, поготоа членови на семејство, сега и никој. За благодари и чуете таму ќе им велиш дома да крева два прста, не мене. За благодари и се на канал 5 телевизија. Ве молам да не ви ги исклучам микрофоните. Замолчам, заблагодари се на канал 5 телевизија. Добро, нема тука никаков јавен интерес што го зборувате. Јунус, те молам. Исклучете го малце, господинот Јунус. Прашањето е, велите дека треба да продолжиме уште да работиме како што работиме, да си го сочуваме дигнитетот. Меѓутоа, голем дел од луѓето велат дека нешто треба да се исече па во друг правец да продолжи. Затоа ви кажам со што да продолжиме. Значи во секој случај.